Околу 200 ученици од 17 училишта од земјава денеска беа дел од државното првенство во гимнастика кое се одржа во Куманово. Домаќин на натпреварот беше основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, а во организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт и Федерацијата на училишен спорт на Македонија. На ова првенство учествуваат 145 учесници во женска категорија, и 30 учесници во машка категорија. Поделени се по категории од прво до трето одделение, тие се ревијално надпреварување, а од четврто и пето, шесто и седмо, осмо и девето, тоа се три категории, се надпреваруваат за оценки и за пласман за прво, второ, трето место. Прво треба да очекуваме дека нашите училишта, односно 9 училишта кои учествуваат од вкупно 17 училишта на ниво на Република Македонија, ќе ги освојат првите 3 места, така да очекуваме успех за градот Куманово и како домаќин и како учесници. Го прифативме предлогот со задоволство и на некој начин се потрудивме да обезбедиме добри услови за реализација на самиот натпревар на ниво на Македонија во нашиот град. Голема чест, големо задоволство е што ние како училиште сме домаќини баш на овој натпревар спортска гимнастика. Гимнастиката како индивидуален спорт е многу добар за психофизички развој на децата. Значи јас како мал се имам активно бавено со гимнастика. Гимнастиката ми е така, значи во крвта, затоа и прифатив да бидеме домаќини. Убаво е што младите колеги, значи помладите, односно колеги по физичко и здравствено образование повторно работат активно во спроведување на и имплементација на овој спорт во училиштето, на самите часови, и се надевам дека во иднина гимнастиката ќе доживее поголем подем односно она што е било досега. Државното првенство во гимнастика го отвори претседателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска, потенцирајќи дека општината максимално го поддржува училишниот спорт, како и развојот и напредокот на сите спортови во Куманово. Како претседателка на Совет сум пресреќна што денеска имам чест да отворам државно првенство во гимнастика. Куманово е домаќин, односно основното училиште Христијан Тодоровски Карпош е домаќин, на повеќе градови. Пред присутните кажав дека атлетиката е кралица на спортот, тогаш гимнастиката е незината ќерка, односно принцеза, затоа што е преубава прво за гледање. Второ е бара многу напори. Општина Куманово го поддржува секогаш спортот, особено училишниот спорт, развојот на спортовите, затоа субвенционираме и пливање на затворениот градски базен, затоа инвестираме во спортски објекти, во исчекување сменени на спортската сала да се реновира и да се стави во апсолутна функција, што многу повеќе ќе го подобри и условите на спортот во Куманово. Како педагог, како човек од образование, свесна сум колку значи децата да се занимаваат со спорт уште од најмали нозе. Тоа значи во она стара поговорка во здраво тело, здрав дух. Значи децата кои се занимаваат со спорт се и деца кои се здрави и ментално здрави, што може да поднесуваат и порази и подеми. Јас како претседателка сакам да вложуваме во една здрава генерација, а здрава генерација само спортска генерација. Дека за гимнастиката има огромен интерес во Куманово и после речиси 3 децении се враќа на врвот, говорат и минатогодишните резултати на гимнастичарите од клубот Атлета, кои што од државното првенство во Битола се вратија со 3 освоени медали во поединечна конкуренција.